Почетокот на новата година, браќа и сестри, за сите нас е време или прилика да си упатуваме новогодишни честитки, тоа го правиме. Но не само тоа, него тоа е време за да размислуваме за животот, за минатото, но и за иднината. На почетокот на нова година многу луѓе донесуваат одлуки, и тоа е добро, и сите тоа треба да го правиме. Бидејќи еден од најдобрите подароци или најубавите подароци што човекот ја има или ги има, а тоа е нашата слободна волја. Секој ден ние одлучуваме и бираме што ќе правиме, што ќе работиме, каде ќе се движиме и така натаму. Но одлуките не се лесни. Ако биле лесни, секој би ги донел така брзоплето. И сите тие брзоплети одлуки не се остварува така лесно. И затоа секоја одлука што треба да ја донесеме треба да биде анализирана, два пати мери, што велат старите, два пати мери, еднаш сечи. Бидејќи ако брзо донесеме одлуки и така брзо ќе ги прокоцкаме. Но се постава прашање кои се тие критериуми според кои можеме да знаеме дали одлуката што треба да донесеме е вистинска или не е вистинска. Ние денес ќе зборуваме за Лот и неговиот избор. Тоа ќе биде базата или темелот на нашето размислување. Но ќе анализираме токму одлуката која треба да донесеме на почетокот нова година во која веќе 2 дена навлеговме. Интересно, мојата одлука треба да биде автентична моја. Да не ја копирам твоја, трета или некоја четврта одлука. Последна песна на писателот Добрица Цезарич "Мртво пристаниште". И кога ја читав дел од оваа поема, еве што пишува тој писател. Во таа поема пишува за брод од кој се очекува да плови. И нормално е. Бродот зошто се прави? Зошто е направен? Да плови. Ако е само тој врзен таму закотват или укотвен на пристаниште, тој е само еден куп железо и ништо друго. И понатаму тој вели, но тој брод се плашил да исплови. Значи, од бродот се очекува да плови, но тој брод, во поемата писателот кажува, дека бродот се плашил да испловува. И кога бродот не плови, тој не е брод, туку еден обичен чамец. Под него морето е плитко и тенко. И тогаш тоа пристаниште е мртво пристанище, бидејќи никој не плови од него кон отвореното море. И на крајот писателот еве што вели. Поетот ја изразува алегориската состојба околу него. Човек без одлука се однесува слично на брод кој е закотвен, а не плови. Се плаши да заплови и едноставно станува бара. Може би, браќа и сестри, некој ќе каже, па лесно е да се зборува за одлуките, но ајде донеси ги. Ајде биди тој маж или жена која треба да вистински да прави исчекор или да направи одлука. Човекот, браќа и сестри, е создаден, рековме, со слободна волја. А понекош ние се плашиме, ние сме колебливи да исчекориме и да направиме, да донесеме нова одлука. Секако ние не може да предвидиме што ќе ни се случи во животот и како тоа ќе се случи. Но, ако сето тоа го препуштиме во Божји раци и во часот на нашата одлука, го повикаме Бога, тој да ни сугерира, тој да не упати, тој да ни даде совет, секако тие наши одлуки ќе бидат сосема подруги. Секојаш е добро да се донесат, браќа и сестри, одлуки кои нешто ќе направат од нас да бидеме подобри. Значи, ако сме го анализирали својот живот и сме видели дека сме промашиле во некои аспекти, во некои делови, сега ајде тоа да го поправиме. Со Божја помош одлуките да бидат донесени адекватно според неговата волја. Новата година, рековме, е традиционално време кај што ние носиме нови одлуки. Сите ја доживуваме новата година како природно започнување на нешто ново. Старото помина, и библиски стих постои така, се сеќавате, старото вели помина, ете се ново создавам, кога е во прашање од Божји аспект. Например, медиумите, тоа се случи сега при крајот на годината и на почетокот сега на новата година, прават анализа на она што се случило во минатата година. Во економијата, како државата економски
обстојувала. Бизнисот, политиката, значи прават еден вид анализа. Нешто треба слично и ние да направиме, браќа и сестри, во нашиот живот. Да седнеме и да анализираме ни се што сме поминале во текот на оваа година. Дали било добро или лошо, кај сме паднале, каде сме потврлиле, каде сме биле добри и така натаму. Поради тоа новогодишните одлуки имаат своја смисла, бидејќи тоа е време кога сме подготвени за промени. Тогаш некако нашата психа, нашето срце е подотворено и може да донесеме нови одлуки, зашто веќе сме заокружили еден круг и почнува еден нов круг на настани кои се одвиваат во нашиот живот. Интересно, и тоа го најдов, го прочита, вели, психолозите тврдат дека поголем дел од нашите одлуки, кои ги донесуваме, знаете колку долго траат? 1 или 2 седмици. Интересно. Тука сме најсилни. Па и кога во прашање читај на Библијата, си донесувам одлука да ја прочитам ова година цела Библија. И дали да прочитам книга од Елена Вајт, или Патриарси, пророци, или Копнежот, и читаме и некако полека, после некој ден се умараме. Забораваме. Ајде утре ќе прочитам 6 глави, место денеска 3. И така утре 9, 12 на крајот, цела книга ни е тешко да ја прочитаме и се умараме. И затоа психолозите правиле анализа дека само 1 до 2 седмици одлуките тука се, а потоа како да ги забораваме. Но секако многу наши новогодишни одлуки остануваат само во нашите мисли и никогаш не доаѓаат тие мисли или тие планови да се реализираат, што е штета по нас. Но, браќа и сестри, ако се работи за важни одлуки, мора Бога да го повикаме. Па и во нашите телесни работи, ако планираме, пример, да градиме куќа, се тоа ми падна на памет, или нешто друго да купуваме поголемо, секако треба и Бога да го консултираме. Бог знае што ќе се случи утре, задутре или после 1 или 2 години. Затоа Бог е потребен да биде центар во тие наши одлуки што ги донесуваме, за да ги спроведеме. Сите ние во својот живот имаме некои своји проблеми. Нема човек кој живе на оваа земја, а да нема некој свој проблем. А некои од нас, например, стојат пред избор на животно звање. Завршил факултет или 8 оделение, 9 и сега треба да запише дали средно, дали ова насока или некоја слична. Некој можеби стои пред животен предизвик да се омажи или да се ожени ова година. Тоа му е цел и треба си поставиме и такви цели. Можеби некои барат ново работно место. Некои размислуваат за селидба можеби. Дали ќе се преселат во друг град, во друга држава и таму да основат свое семејство. Повторно Бога треба да го прашаме и за тоа. Не е грев, браќа и сестри, ние да го промениме своето место на живење или својата работна професија и да бараме подобра заработувачка, подобри услови за живење, тоа не е грев. Можеби некој реков се пред избор на брачен другар. Што и да е, секоја одлука е важна. Секоја одлука може да биде предизвикувачка за нас. И сега она прашање што го поставив на почетокот, како можеме да бидеме сигурни дека одлуките што ги носиме се исправни? Постои ли некој правило? Постои ли некој совет во Библијата кој треба ние да го усвоиме за да знаеме дали одлуките што треба да ги донесеме се исправни? Ајде да отвориме на почетокот еден библиски текст и мислам дека овој ќе ни одговори на многу прашања, овој текст. Судиите, 18 глава. Книга до Судиите. Тоа е библиска книга, читаме во 18 глава, стихот е 5 и 6. Сигурно сте го читале, но еве ќе ве потсетам. Еве што пишува. Прашај го Бога. Прашај го Бога. Му рекоа, да знаеме дали ќе ни успее патот по кој одиме. Реки сестри, прашај го Бога. Ако сакаш да успееш по патот по кој треба да одиме или да одиш. Читајте целата глава, ќе видите интересна е. 6 стих, еве што пишува. Одете во мир, сега му одговара на другата страна кога е прашање. Овде, кога е во прашање, бидејќи овој што одговара во името на Бога. Прашај го Бога, му рекоа,
да знаеме дали ќе ни успее патот по кој одиме. И сега одговор. Одете во мир, му одговори свештеникот. Патот по кој што тргнавте е по чија волја? Овде пишува Господова волја. Браќи и сестри, секој од нас има свој животен пат по кој оди. Со нашето раѓање, со нашето појавување на овој свет, Бог ни определил наш пат. Иако често пати покушаваме и посакуваме да одиме по патот на другите или на другиот, мислејќи дека тој пат е полесен, мислејќи дека тие чевли се полесни, разгазени и ќе ни биде полесно. Често пати ми сакаме да одиме по другиот пат, мислејќи дека е подобар и полесен за одење. Но ако сакаме да бидеме сигурни, како овде што вели текстот, браќи и сестри, дали нашите одлуки се исправни, треба да го прашаме Бога. Како може да знаеме дека одлуката што ја носиме е според Божја волја? Има интересен настан во Библијата, а тоа е случајот со Лот. Ајде да отвориме 1 Мојсеева 13 глава. Ова семејство ќе ни биде сега предмет за анализа, да извлечеме корисни поуки за нашиот живот и да видиме што е тоа што направил Лот, исправно или неисправно. Каде погрешил? Зошто тоа го направил? Нека Лот ни биде пример, браќи и сестри, и во нашиот живот да не ги направиме сличните или истите грешки. Еве, ќе прочитам само неколку текстови, бидејќи настанот не е познат. 13 глава, 2 стих. Аврам беше многу богат, со добиток, сребро и злато. Тоа е, значи, извештај за роднината Аврам, бидејќи биле роднина со Лот. 5 стих. Исто и Лот, кој го придружуваше Аврама, имаше овци, говеда и шатори. Што сака да каже Мојсей? Дека Аврам бил тежок материјално, но и Лот не заостанувал. И тој имал овци, и тој имал живина, и тој бил доста богат со говеда и шатори. И сега кулминација 7 стих. Меѓу пастирите на Аврамовиот добиток и пастирите на Лотовиот добиток избувна спор. Дошло до кавга, до расправија. Во тоа време хананенците и фаризејците живеа во таа земја. Еве, браќи и сестри, овие текстови јасно ни покажуваат. Долго време Аврам и Лот соработувале, живееле како едно семејство. Меѓутоа, нивните семејства се прошириле, истоката се намножила, и едноставно текстот вели дека дошло до расправи, не можеле повеќе да се поднесуваат едни со други. И затоа Аврам како постар, како поискусен, оној Аврам, Божиот пријател, му предлага нешто на својот внук беше, така? На својот внук да направат споразум, да се разделат, зашто земјата е широка, голема, и да бира која страна сака. 8 стих вели, затоа Аврам му рече на Лота, да не спорим јас и ти, ни моите пастири со твоите пастири. Зашто сме, што? Браќа. Браќа и сестри, ние сме браќа и сестри. Не крвно, ама преку Христа. Овие биле крвно браќа, блиски. И затоа му вели Аврам, му предлага на Лота, ајде да се разделиме споразумно. Сега прашање, како Лот, браќа и сестри, го избрал својот пат? Дали го прашал Бога за совет на која страна да појде? 10 стих. Еве го текстот, еве го одговорот. Овде не наоѓаме дека го прашал Бога. Лот ги подигна очите и согледа колку е добро наводнувана Јорданската долина. Како некаква Господова градина. А која била Господовата градина? Па рајот. Видите, Мојсей прави паралела со Јорданската долина и со она што се случувало во времето на Адам и Ева. Ја споредува таа долина со Господовата градина. Како египетската земја. Се горе до Сигор. Тој Сигор ќе го запамти Лот подоцна. Пред Господ да ги истреби Содом и Гомор. Гледате, Лот не нашол време како Даниело да се моли таму 3 пати на ден пред да отиде кај царот да му го протолкува сонот, или како Седрах, Мисах и Авденаго кои останале верни како магнетната игла кон север, кон полот, презоплето
Може би се искачил на некое брдо, на некој рид и вели да согледа целата земја и си рекол, ова ќе биде моја страна, ова ќе биде моја одлука. И навистина, браќи и сестри, Лот пред себе гледа плодната земја, богати пасишта. Лот си замислил дека неговиот бизнис ќе биде подобар ако ја заземе таа територија. Неговите керки веќе биле тинеџерки, големи. Тој мислил дека во Содом и Гомор тие полесно ќе најдат прилика да се омажат за некој богат шеик или бизнисмен, отколку во ненаселените подрачја. Подобро и побрзо ќе најдат работа, ќе бидат подобро интегрирани во општеството. Пред очите на Лот, браќи и сестри, на жалост се гледал материализмот, материјалните интереси. Еве во книгата Патриарси и пророци во македонскиот превод на страница 122, еве што пишува. Содом бил најубав град во Јорданската долина. Најубав град. Лежел во рамнина, која според убавината и плодноста била слична на Господовата градина. Тука во изобилство буил тропски растителен свет. Тој бил расадник на палми, маслинки и лозија, а прекрасните цвеќења својот пријатен мирис го точеле во текот на цела година. Полињата биле прикриени со богата летнина, а околните ричења со стада овци и говеда. Уметноста и трговијата имале свој удел во богатењето на горделивиот град. Ориенталните ризници ги украсувале и ги кителе палатите на Содом, а пустинските каравани со своите драгоценности ги снабдувале неговите пазари и продавници. Со малку мудрост и труд може да се задоволат сите животни потреби, а цела година личела на низ за празници и празнувања. Општото за изобилство водело кон раскош и горделивост. Неактивноста и богатството сториле срцата што никогаш не биле мачени со скудност или со тага да станат уште потврди. Изобилството и безделничењето создавале желба за уживање и луѓето се одавале на задоволување на сетилните страсти. Што избра Лот, браќи и сестри? Се това што го прочитавме. Еве што избра Лот. На прв поглед, што е грешно во тоа? На прв поглед, убава иднина со доаѓањето во Содом. За духовните причини, како овде што читаме во текстот, Лот немал време. Очигледно на неговата приоритетна листа немало духовни потреби, само задоволување на своите телесни физички потреби. Лот дошол на раскрсница, браќи и сестри. Вакви раскрсници постојано ние наоѓаме или добиваме во животот. Дали ќе бираме лево или десно? Нема трета опција. Кои биле негативните одлуки од изборот на Лот? Еве што пише понатаму. Лот одбрал прекрасно место на живење, земја која ветувала голем приход. Тој во таа земја го вложил целиот свој имот, а од неа излегол без ништо. Таков бил резултатот на неговиот избор. Го одбрал Содом за свое престојувалиште, бидејќи видел дека таму ќе го зголеми своето богатство. Но кога таму се преселил и се збогатил, сватил дека се прелажал, што во обзир не ја зел моралната состојба на луѓето во тој град, каде што го подигнал својот дом. И сега, еве на крајот од ова изјава за Лот, каква, браќи и сестри, каков заклучок може да донесеме од одлуката што е донел на Лот? Дали Лот го прашал Бога? Рековме, не наоѓаме таков извештај. Не, очигледно, тој не го прашал Бога. Тој се полакомил брзајќи да ја донесе одлуката која скапо ќе го чини. И затоа подоцна, неколку векови, таму во Матеј, Исус ќе не подсети на оваа сторија, новој настан, и во Матеј, односно во Лука, во 17 глава, Исус ќе не подсети дека во последно време да се подсетиме на случката со Лот. Лука 17 глава,
28, 29 стих, еве што кажува Исус. Исто така, како што беше во Лотовите дни, јадеа, пија, купува, продава, садеа, дзидаа. И 29 стих на крај вели, а во денот кога Лот излезе од Содом, падна од небото оган и сулфур и ги уништи сите. Кога ќе дојде Исус, што ќе падне од небото? По трет пат. Сега по вториот пат знаеме, ќе дојде Исус, но конечно со оган повторно ова земја ќе биде уништена. Ова е слика и прилика за нашата генерација, за пред генерацијата кога Исус ќе дојде, а ние се надеваме дека живи ќе го дочекаме. Браќи и сестри, изборот на Лот бил спротивно на Божјата волја, но тој не го прашал Бога, немал време, бил преокупиран со земните работи. Но Елена Вајт во 1906 година ја напишала следнава порака. Бидете луѓе без разлика, каде да се најдете, покажете го вашиот непоколеблив карактер или интегритет на секое место. Бидете спремни со Божја помош да кажете не. Гледате, браќи и сестри, не е грев што одбрал Лот таква равнина, таква рамница или такво место на живење. Не е грев, меѓутоа тој не се спротивставил на тоа влијание што било многу силно и тешко. Ги изгубил и децата, и ќерките, и жената, и на конец му висел неговиот живот. Но, ајде малце да го оставиме сега Лот, да видиме неговиот роднина, Аврам, што одбрал. Се враќаме во Битие или прва книга Мојсеева, 13 глава, 12 стих, па понатаму, еве што кажува текстот за Аврама. Аврам остана во хананската земја. Додека Лот живееше во градовите на рамницата и ги преместуваше своите шатори се до Содом. А жителите на Содом беа многу зли и грешни пред Господа. Многу зли. Ако за некој ќе кажеме овој зол човек, секако знаеме што се крие за тој збор зол. Овде текстот вели дека жителите биле многу зли, грешни пред Господа. И Господ му рече на Аврама, откако Лот се одили од него, сега, дојди Авраме, подигни ги очите своји од местото каде си и погледај кон север, југ, исток и запад. Зашто сета земја што можеш да ја видиш, ќе ти ја дадам тебе и на твоето потомство до века. Браќи се си, како благослов. Ќе го направам твоето потомство како прав на земјата. Ако некој може да го изброи правот на земјата, тогаш ќе може да го преброи твоето потомство. Стани, помини ја земјата, надолж и на широко, зашто тебе ќе ти ја дадам. Тогаш Аврам ги крена своите очи и што пишува? Ги крена шаторите и дојде и се насели при Дабот Мамра, што е во Хеврон. Таму направи жртвеник на Господа. Интересно, изборот на Аврам бил спротивно на изборот на Лот, браќи и сестри. И затоа Бог го благословил со материјални благослови. Но срцето на Аврама не било врзано за едно место. Тој бил трговачки патник. Ги преместувал шаторите, ги преместувал таму кај што Бог ќе му каже. И Бога тој го следел. Ние како христијани, браќи и сестри, треба да се спротивставиме на сите штетни влијања кои свет ни ги нуди. Ние треба да бидеме во светот. Бог не бара сега да се селиме сите горе да одиме на Кожув и таму да направиме куќи и да бидеме сите фамилиарно да живееме. Да, зборува Елена Вајт дека ќе се напушат градовите и селата, но тоа е време посебно. Сега зборувам за она живење кај што Бог не испраќа. Во Јован 17:15, знаете Исусовата молитва како гласи? Не те молам да ги земеш од светот, туку да ги запазиш од лукавиот. Значи, кога ние бараме, браќа и сестри, дом за себе, тој цитат, вака вели, да го прочитам дословно, да не испуштам нешто, или кога бараме себе си дом, Бог сака правенствено да обрнеме внимание на моралните и верските влијанија што ќе не обкружуваат нас и членовите на нашето семејство. Лот тоа не го запазил. Какво влијание ќе има во свет на децата, на семејството, на мене,
и на тебе. Може би со стек на околностите ќе се најдеме во мачна положба, зашто мнозина не можат да има таква средина каква што би сакале. Еве, си се нашол во таква средина и не може сега ти да се преселиш во друг град кај што е мирно. Тука си. Но Бог вели овде, Исус вели во Јована, Бог ќе не штити од лукавиот ако бараме помош од него. Сме се нашли во таква средина. Тука дедо ми, татко ми, јас сум живел децата и продолжува таа традиција на живење. Меѓутоа, ако имаш можност да се тргнеш на страна, уште подобро. Бог ќе ни даде сила да останеме чисти ако постојано стражариме во молитва, верувајќи во Христовата милост. Меѓутоа, продолжува текстот, меѓутоа не смееме без потреба да се изложуваме на влијание кој неповолно действува во изградувањето на христијанскиот карактер. Лот свесно се изложил, браќи и сестри. Тој свесно дошол во центарот на Содом и Гомор. Ако доброволно се изложуваме на световна атмосфера и на неверство и се противставуваме на Божјата волја и ги истеруваме светите ангели од нашиот дом, тогаш вели ги истеруваме светите ангели од нашиот дом. Патриарси пророци, македонскиот превод, 133-та страница. Браќи и сестри, што одбрал Аврам? Читавме пред малку. Евреите 11, 9 и 10, еве што кажува Павле за Аврама. Со вера се пресили Аврам во ветената земја, како во туѓа и се настани под чатори со Јакова и Исака. Наследниците на тоа ветување. Оти тој го очекуваше оној град што има основи и чиј градител и творец е самиот Бог. Браќи сестри, на почетокот сме на оваа нова година. Пред нас се големи амбиции, можеби. И убаво да си поставиме што по-високи цели. Но ајде да го замолиме Бога, пред да кажеме ова ќе го направиме. Да Бог стави свој подпис, ако сакаме тие наши одлуки да бидат остварени и благословени и според волјата Господова. Еве јас ќе нагласам 3 едноставни точки, кои треба да бидат предмет или подлога кога треба да носиме одлуки во нашиот живот. Број 1. Дали патот кој го бирам ме приближува кон Бога? Значи, треба да донесам одлука и дали таа одлука што ја поставам, дали тој настан, тој чекор што треба да го исчекорам, ќе ме приближи кон Бога или ќе ме оддалечи. Предуслов за донесување на правилна одлука во животот е постојано да вложуваме во нашиот духовен раст, да растеме и да се предаваме на Бога. Тоа значи постојано присуство на Бога. Ни еден ден, ни еден секунд да не бидеме сами. Кога е останала сама и знаеме каков чекор погрешен направила. Секогаш гледајќи во Бога, ние постојно ќе ги разликуваме добрите и лошите работи. И подобро ќе управуваме со нашите животни предизвици, ако е Бог со нас. Дали овој пат ме води поблизу до Бога? Дали овој избор што треба да го направам ќе ме оддалечи од Бога? Порано кога нашите деца донесува одлуки, па и сега тоа би требало, која животна професија да ја одбере. Знам некои наши млади сакаат да одат во полиција. Интересно, облека, чисто, си излегуваш, си шеташ. Знаете, бивша Југославија немаша толку проблеми. Имало, можеби не сме знаеле. Полицијата претежно живее добро. Иако беа во постојна опасност да страдаат, без разлика. И некои деца сакаат да отидат да се запишат во таа полициска школа. Меѓутоа, дали за еден христијанин може да работи таа работа? И наши браќа беа полицајци, имаме полицајци. Меѓутоа, тие пред тоа донеле одлука во животот и сега се обратиле и станале следбеници на Христа. Но на самиот почеток да се ставаме во една таква позиција кај што е опасна за еден христијанин и дали може верно да му служи и затоа дали изборот што треба да го направам или одлуката што треба да ја направам за мојата професија ќе ме приближи кон Бога или ќе си имам постојано проблеми со сабота, постојано проблеми со другите правила што може ќе бидат прекршени во мојот живот. Дали овој пат ме води поблизу до Бога или овој избор ќе ме оддалечи? Кога тоа ќе го поставиме во основата, пред да донесеме одлука, ќе ни биде многу полесно што да прифатиме, а што да отфрлиме. Второ,
Koji se i kakvi se моите намери. Zato treba, braće i sestри, da го прашаме Бога. Дали тоа ќе биде волја Господова? Како изборот на ова опција може да влие на мојот живот и на моите најблиски? Гледате, Лот тука не размислувал. Тој само си гледал себе си. Не гледал дали девојките, керките и семејството ќе биде под влијание на околните комши и пријатели со кои ќе живее. Веднаш ќе ни биде многу јасно или појасно да го прифатиме или тоа да го отфрлиме, браќи и сестри. Кои се моите намери? На овој начин, ако го поставиме тоа прашање, ќе ни биде појасно да ги откриеме што не мотивира во одредени ситуации да направиме таков или онаков избор. Затоа, браќи и сестри, пред да се донесат било какви одлуки во нашиот живот, повторно ќе нагласам, треба да го прашаме Господа Бога, нашиот Спасител. Која е мојата намера кога треба да донесам таква одлука? Дали тоа ќе ме приближи, повторно ќе спомнам кон Бога, кон црквата, или ќе ме оддалечи? Ќе ме оддалечи. И на тој начин може да доживјам неуспех, не јас како единка, туку и како семејство и како фамилија. И трето, што би можел да станам поради ова? Некој рекол дека за еден христијанин не е добро да биде политичар. Зошто? Па знаете, ако си политичар, треба да бидеш во странка, а таа странка секојаш има своји соперници од другата страна. И се става во искушение, се става на себе, на својот терет, такви проблеми што како еден обичен граѓанин би ги немал. Што би можел да станам поради ова, е третото прашање. Нашата рационална соработка со Бога преко размислување за плодовите на Светиот Дух, исто така се важни, браќа и сестри. Божјата љубов кон нас е таа која постојано зрачи. Но Бог сака и ние да зрачиме оно што го добиваме од Него, а тоа се плодовите на Духот во Галатјаните 5 глава 25 стих. И затоа следново ќе може да ни помогне при донесувањето на одлуки. Дали таа одлука што ќе ја донесам ќе го заакне мојот божествен потенцијал? Дали ќе ми помогне да растам јас во верата? Или постојано ќе имам терет, ќе имам багаж на грбот? Зошто? Затоа што сум донел таква погрешна одлука и сега треба да ја трпам. Дали можам овие работи да ги искажам во својот карактер и во својот живот, како што вели Павле во Галатјаните 5 глава од 22 до 23, љубов, радост, мир, трпеливост, дарежливост, корисност, љубезност, верност, кротост, благост, умереност, чистота. Дали су моите одлуки, што треба да ги донесам сега на почетокот нова година, браќа и сестри, ќе можам и овие доблести, христијански доблести, да се видат во мојот карактер. Гледајќи толку многу пред нас, гледаме дека се ни е дозволено, но очигледно не е се на полза. Павле вели во Коринќаните 6:12 следново. Ајде да читаме, и тука сме веќе при крај. 1 Коринќаните 6:12 вака вели: се ми е дозволено, но не е се полезно. Се ми е дозволено, но не сакам нешто да завладее над мене. Дозволено ни е се. Рековме на почетокот, Бог ни дал слободна волја. Преќе сестри, секој од нас има слободна волја. Но како сега ќе користиме во нашиот живот, зависи од тебе и од мене. Затоа Бог да ни помогне да избереме во животот тоа што може да ни донесе навистина вредни плодови, што Бог ги гарантира. Како ќе биде твојата одлука и мојата или нашите одлуки што треба да ги донесеме на почетокот нова година, зависи од нас, браќа и сестри. Дали ќе биде одлуката добра или лоша? Како ќе биде твојот животен пат во новата година? Секако се зависи од изборот што ние ќе го направиме. И затоа Бог му вели, односно Исус Навин му вели на Господа, што Исус Навин одбра? Затоа, јас и мојот дом ќе му служиме на Господа. Затоа, брати и сестри, драги мои пријателе, одбери го животот, за да бидеш ти жив и твоето потомство. Бог, како Бог на Аврама му дал прилика, Бог на Лота му дал прилика, и затоа да бидеме ние слични на Аврам, кој донел вистинска,
odluka. I potom Bog samo го наградувал. Таа награда се зголемувала постојано, зашто бил на Божјата линија, бил под Божја заштита. Господ нека ни помогне во донесувањето на нашите правилни одлуки во годината во која веќе навлеговме. Амин.